Иако вообичаено цената се објавува во понеделник точно напладне и натаму се чека одлуката на регулаторна по кои цени ќе се точат бензините и дизелот од ноќеска на полноќ. По вчерашната владина одлука за намалување на ДДВ од 18 на 10% се очекува со денешната одлука на РКЕ бензините да се продаваат по иста цена, а дизелот да се зголеми минимално. Претходно регулаторна го измени и правилникот за формирање на нови цени, со кои доколку има потреба може вонредно да се носи нова цена на нафтените деривати без да се чека редовна седница. За да не дојде до драматично зголемување на цените на горивата, владата интервенираше со намалување на ДДВ-то, вели денеска премиерот Христијан Мицкоски, кој одговарајќи на новинарско прашање рече дека владата вчера покрај оваа мерка прогласила и кризна состојба во траење од 30 дена. Одлуката денеска беше објавена и во службен весник. Премиерот и денеска повтори состојбата се следи, немаме проблеми со снабдувањето, а доколку е потребно со цел дополнителна заштита на стандардот на граѓаните, ќе се интервенира и во делот на акцизата. Со сегашната мерка за намалено ДДВ од 18 на 10%, која ќе важи во следните 2 недели, според пресметките на владата, граѓаните на дневна основа ќе заштедат над 200.000 евра, а на неделно ниво заштедата би била над 1 милион евра. Дојдовме до заклучок дека доколку би интервенирале во акцизите, тогаш намалувањето за бензините, безоловниот, 95 и 98 октански, ќе беше 1 денар по литар. А за дизелот ќе беше 2 денара по литар. Затоа одлучивме да имаме поробусна, поголема интервенција и на овој начин се намалуваат цените од прилика за 6,5 до 7 денари по литар, но се разбира, состојбата ќе ја следиме и како следна мерка, кога веќе тоа намалување би било позначено, ќе го имаме и тоа во предвид. Но сега сакавме поголема, поробусна интервенција за веднаш да почувствуваат граѓаните да нема зголемување драматично. Дополнително во текст се и разговори меѓу министерката за енергетика Сања Божиновска и директорот на рафинеријата Окта, со кој се очекува да биде договорен и дополнителен попуст со цел да се интервенира кај цената на дизелот. Предизвик според Мицкоски натаму останува притисокот во пограничните места на кои точат гориво возачи од соседните земји, но засега вели не се планира никакво ограничување.